Дали општинските совети може да распишуваат референдуми за акти на централната власт? Дилема е и како би се организирало гласањето за референдумите на 15 октомври, кога ќе се одржи првиот круг од локалните избори. Рековме, двете надлежни институции се сместени во зградата на Нова Македонија во Скопје, ресорот локална самоуправа и ДИК. Прашањата што се наметнуваат им ги постави Александар Димитриевски. Александар, што велат од локална самоуправа? Васко, во Министерството за локална самоуправа велат дека се уште не пресекле како ќе постапат. Во разговор, тоа ми го кажа заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. Сепак Павлевски направи остра разлика помеѓу неговиот став како политички функционер и ставот кој што допрва ќе треба да го изгради соодветната инспекција, односно Државниот инспекторат за локална самоуправа. Бидејќи само инспекторатот е оној орган кој што ќе може да пресече дали одлуките на општините за распишување на референдуми се согласно законската одредба која што вели дека Советот може да распише референдум на локално ниво за прашања од негова надлежност, за кој со закон е овластен да одлучува. Што се друго, ми кажа заменик министерот, предлагам да слушнеме од интервјуто со него. Неприкосновено право на граѓанинот е правото на избор по пат на избори, меѓутоа исто така загарантирано право на граѓанинот и со референдумот и со законите е правото на референдум и во таа смисла ние немаме дилема, значи правото на референдум е сосема исправно и легално и легитимно, меѓутоа секогаш мора да се овозможи и правото на избор и правото на референдум соодветно да се третираат, односно да се даде можност на гласачите да бидат добро запознати и за кого гласаат, меѓутоа кога се однесуваат до референдумот, за кое прашање треба да се определат и да добијат соодветни информации од повеќе страни, нормално. Точно е дека самите совети донесоа одлуки за распишување на референдум и во законот е третирано ова прашање кога може и на каков начин да се распише референдум од страна на Советот. Во таа смисла советите може да распишат референдум по прашања кои што се во надлежност на општината, односно на Советот. И останува прашањето институциите на системот да постапат согласно законите, односно да се провери дали она што го донеле советите како одлука се во согласно со законот или не се во согласно со законот. Бидејќи Министерството за локална самоуправа е надлежното министерство, дали веќе се вршат такви проверки и кога јавноста би можела да очекува некаква одлука? Министерството за локална самоуправа е надлежно за законот за локална самоуправа, меѓутоа во состав на Министерството за локална самоуправа постои посебен орган кој што е Државен инспекторат за локална самоуправа. Надлежност на Државниот инспекторат за локална самоуправа е токму тоа да ги проверува одлуките на советите и да носи соодветни решенија по истите. Во таа смисла инспекторатот од оние информации што ги имам јас чекаше да ги добие службените гласници на општините кои што до минатата недела не беа излезени, меѓутоа од последните информации што ги имаме дека тие се веќе излезени. Така што останува на инспекторатот, меѓутоа и на останатите органи на државата и институции да постапуваат по закон и да ценат какви одлуки треба да се носат. На кој точно мислите? Па мислам на институции кои што се надлежни по одредени закони, во конкретниот случај законот за референдуми и други облици на изјаснување на граѓаните е доведен во прашање, така што Државната изборна комисија секако би требала да завземе одреден став или во најмала рака да расправа по ова прашање, со цел јавноста да биде подобро запозната околу прашањето. Ако сепак биде дозволено одржување на овие референдуми, што во иднина би спречило други општини да распишат референдуми со кои што би суспендирале важење на членови или можеби и на цели закони, например законот за јазиците или да речеме законот за градење? Не, ја верувам во институциите дека ќе постапат согласно законите. Од она што
го имаме разгледано, мислам дека ситуацијата е сосема јасна. Сакам да го повторам тука нашиот став дека апсолутно неприкосновено право на граѓанинот е на избори да го даде своето мислење, односно својот глас за своите народни избраници. Меѓутоа исто така право е на граѓанинот да излезе на референдум. Меѓутоа тие два процеси не би требало да се во колизија еден со друг, односно треба да се даде шанса на граѓаните да бидат добро информирани за сите прашања. Александар, заменик министерот за локална самоуправа Павлевски ја повикува и ДИК да се произнесе, иако станува збор за различен корпус на прашања. Да, и покрај ваквиот повик, сепак законите се чинат јасни дека примарната одлука ќе треба да ја донесе инспекторатот во рамките на Министерството за локална самоуправа. Со други зборови, под хипотетичка ситуација, доколку инспекторатот одлучи дека одлуките на советите за распишување на референдумите се легални, тогаш во тој случај на вистина и не може да се очекува дека Државната изборна комисија ќе има моќ ниту пак надлежност да ја оспори правност, односно законитоста на референдумите кои што ги распишаа локалните самоуправи. Но сепак ова не е прв пат Државната изборна комисија да биде повикана. Претходно тоа го направи ВМРО ДПМН, но тие очекуваат спротивна ситуација. Државната изборна комисија да ги спроведе референдумите и воопшто да не размислува за нивната основаност или неоснованост. Државната изборна комисија не смее да се дозволи да подлегне под притисоците на СДС и нејзина должност е да ги спроведе локалните референдуми за мигранти. Во спротивно, председателот на ДИК, Чичаковски, и сите членови кои ќе гласаат за таквата одлука, кривично ќе одговараат. СДС ги контролира сите државни апарати и се обидува на секој начин да го спречи демократското право на граѓаните за спроведување на референдум за прашања кои ги засегаат. Александар, а кои се проблемите со кои се соочува Државната изборна комисија? Проблемите на Државната изборна комисија веројатно се повеќе од технички и од организацијски карактер. За пример, при локални избори, избирачките одбори бројат 5 лица, додека при локален референдум избирачкиот одбор брои 3 лица, што значи дека практично е невозможно една истана група на луѓе кои што ќе бидат на избирачкото место да го спроведуваат и едниот и другиот процес. Но тука се ова и втор проблем, а тоа е дека политичките партии немаат своји наблюдувачи на референдумското изјаснување, како што имаат своји наблюдувачи при изјаснувањето на граѓаните за локалните избори. Тоа веројатно подразбира дека двата процеса ќе треба да бидат одвоени во посебни простории. Дали Државната изборна комисија ќе најде толку многу простории во сите општини во кои што се очекува да има референдумско изјаснување, засега е непознато и секако ќе биде голем предизвик за Државната изборна комисија. Како што реков, ова се само дилемите и за нив и ние прашавме во Државната изборна комисија уште во петокот. Но еве до денес немаме одговор. Сепак за очекување е дека ова е навистина еден жежок политички костен кој што секако ќе мора да се отвори во следните неколку дена. Студио. Благодарам, ова беше Александар Димитриевски.